што е тоа, Заев или Груевски? Ја би рекол, политика да не се мешам. Они нека се справат самите, а не народот да го мешат. Добар ден. Заев? Не, хвала. За политика јас сум Хрватица и не интересира ме ништо. Јас сум пензионер. Не ме интересира политика. Здраво. Не. Оти? Не. Заев или Груевски? Не можеме за никој да зборам. Заев. Зашто? Мислам подобро работи. Ќе работи, верувам. Заев. Заев. Зашто? Мислиме подобро. Заев. Не знам, брат. За мене Заев. Зашто? Зашто? Зашто се види како. Се види. Заев. Зашто? Зашто добро работа. Али Амети. Не се мешам во политика, уопште не ме интересира никој. Никој. Заев. За мене Заев. Зошто? Молим? Зошто? Затоа што е многу искрен и све оно природно збори. За кого? Заев или Груевски? Груевски. Ама Заев е подобар. Од двајцата ајр не гледаме ние преврачка. Ова Заев не знам што предлага. А страмота, како дома никој не ми носи мене за ороман, тороман. Како му носе не му. И да го поздравите Груевски да се заинтересира за ему. Немаме 3 години плата земено. Што ќе не прашате, не отизнаеме што ќе не прашате. Заев или Груевски? Ние ќе гласаме за Заев. Тој е правиот човек што нас ни треба. Ако продолжи вака, ако не продолжи, ќе биде исто како овие што се денеска, поуба да не излегви по телевизори по овие па они работи. Груевски или Заев? Немам коментар. Груевски. Може ќе прашате зошто, не? Имам поверење поќе во тој човек. Овој некако не ми остава впечаток. Со овие поготово последните случувања, мене лично не би се допаѓа, да ви кажем право. Заев. Зошто? Па сега е моментот да добие човекот. Не знам. Добро вечер. Одговорот на ова прашање ви го оставам вам. Откако веројатно ќе заврши мизансценот на ова своевидно политичко воејерство и битка можеби за иднината или за минатото на Македонија. Тахири, од каде заљубеноста на албанците во Заев? Мислам, сите во Тетово беа за него. Не се работи за некаков позитивен став кој е спрема Заев априори, туку се работи за сосема негативен став кон политиката на Груевски, која што во сите овие 9 години знаеме дека беше антиалбанска, беше антиинтеграцијска и беше етнонационалистичка. Даштевски, дали мислите дека ова е на границата на балканскиот провинционализам и на политичко воејерство или е битка за доминација на две личности, а не на доминација на две различни идеологии? Па јас сметам дека ова првото, балкански провинционализам или политичко воејерство, мислам тој термин тука во оваа емисија се промовираше, така што сметам дека едноставно мора да се најде модус да престане тоа и да продолжиме да се живее нормално и да се оди напред, Македонија. А има само неколку начини за тоа, нели? Не може да се продолжи на овој начин како што е почнато сега. Така што кога и да биде тоа, ќе мора да се наоѓа конечно решение како да се реши проблемот. Арзовски, удобно ли ви? Супер ми. Значи добро се чувствувате габаритно од таа страна. Па да, една контратежа на две. Да. Супер изгледа студиото, морам те честитам на почетокот на емисијата. Прв пат сум во ако и затоа еве носам во духот на времето овде да пуштам за атер за да тргне емисијата. Да ти дај Господ, имаш поише од ова. Благодарам. Како пиар експерт, дали мислиш дека ова е време во кое може да се мери било чија популарност, растечката на СДСМ или
стагнантната на ВМРО ДПМН. С оглед на фактот дека иде невообичаено, додуше со декемвриска анализа, излегува и натаму со фрапантна разлика во популарноста меѓу Груевски и Заев. Види, не сум сигурен дека анализите направени пред почетокот на овие последни објавувања на афери може да бидат мерило за тоа како сега стои ситуацијата. Ниту пак мислам дека анкети направени во овој момент може да не дадат точна прогноза каде ќе се движи популарноста на двајцата политичари. Ова што го гледаме на терен е некакво измешано чувство. Ние сме сепак во жариштето на кризата се уште. И мислам дека луѓето сега се уште размислуваат на кого да му подарат довербата, се уште размислуваат на кого да му поверуваат. Во борба се два диаметрално спротиставени наративи, а луѓето се при тоа притиснати од секојдневниот живот и од секојдневните маки. И се гледа еден ескапизам од политика, се гледа дека сакаат да се повлечат од дневниот политички ангажман, така што мислам дека не можеме во моментот да преоцениме каде ќе се одвива тоа и на кого ќе му донесе конечна победа. Мислам дека има дневни плусови и минуси, но тие се некои кои треба да се разгледуваат ден за ден. Тоа значи дека нема потреба ни за екзит пулови сега да формираш после секоја бомба, дали има позитивно расположение? Значи, ако ги разгледуваме во некаква динамика, важноста на аферите сама по себе, мислам дека ќе почне да опаѓа. Знаете како постои еден систем на когнитивна дисонанца, а тоа е дека на секој шок со текот на времето човечкиот организам се навикнува и психолошки и физиолошки. Мислам дека сме ние сега во жариштето на првата фаза, а има неколку фази во разрашницата на оваа ситуација. Мислам дека треба да се почека да видиме, ние немаме три главни варијабли во тоа како ќе се одвива па и пиаровската, па и политичкиот дискурс, па ако сакате и политичкиот наратив. Ние се уште не сме го виделе конечниот политички наратив од Заев. Ниту неговиот предлог за решение, ниту неговата конечен напад. Не сме го виделе конечниот наратив од Груевски. Како тој конечно ќе се постави под прашање, и не сме го виделе конечниот наратив ниту од албанската заедница, ниту од народната заедница. Без тие четири варијабли не може да го предвидиме процесот. За моите вечерашни гости Сефер Тахири, универзитетски професор Александар Даштевски и магистар Петар Арсовски, аналитичар и комуниколог, единственото прашање. Каде сме во овој момент во оваа криза, бидејќи дефиниравме дека е политичка криза, во средиштето, на периферијата, во шпицот и така натаму? Јас мислам дека се наоѓаме во многу тешка, комплицирана политичка ситуација, која што е резултат на, првенствено, според моје мислење, наддесвојањето на власта, која што по никоја цена не сака да превзема никаква одговорност. Пред се тука мислам одговорност од страна на председателот на владата и од страната на министрите кои што се во прислушуваните разговори. Сефер, дали е тоа одговорност за чиновите што им ги откриваат? Не зборувам дали се тоа криминали или... И за прислушувањето, и за конкретните дела во кои што се спомнуваат и кои што значи се конкретизирани во тие прислушувани разговори. Прво, значи мислам тоа, вториот елемент мислам дека одговорноста треба да ја даде и Демократската унија за интеграција како коалицијски партнер во власта, која што според мене после значи најавите дека ќе се појави бомбата, односно прислушувањата ќе се објавуваат од страната на опозицијата, истакна дека ова е нормален процес кој што се случува и во други развиени демократски земји. Според мене ова е ненормален процес. Добро, Даштевски? Јас сметам дека се согласувам дека почнува малку да се расплинува целата ситуација, затоа што имаше 6 бомби, така што веќе луѓето малку го губат интересот. Заборавија на првата и на третата. На третата, да, така што не знам, веќе ги мешаат. Сега гледам и во емисии кога ќе излезат петата ли беше или четвртата, така што веќе добро, тоа е вака нумерологија, повеќе за политичката симптоматологија. Дека треба да почне да се решава од состојбата, затоа што не може да се оди постојано натаму, од друга страна евидентно е дека се нанесува штета на државата. А чекате, ако мислите дека треба да се решава, на кого треба да биде иницијативата?
Па иницијативата треба да биде од двете страни. Ете, тука се работи за политички субјекти, така што треба да се преговара. Дали тоа тие преговори ќе повторно ќе одат на партиско ниво, дали ќе се врати довербата е едно, второ е дали ќе се согласиме со предлозите од ЕУ и ќе се оди на преговарање во враќање во парламентот на опозицијата и формирање на анкетна комисија која ќе има надлежност да ги испита сите работи кои се случуваат, дали се вистините или не, затоа што нели опозицијата рече дека изгубила доверба во правосудните органи. Понатаму постои исто така решавање и на ниво на обвинителството, односно на судството, на правосудството, обид за решавање на состојбите и тоа со поднесување на докази. Видовме пред некој ден од председателот на Академијата на науките, бидејќи тој е експерт во таа област, рече дека тоа е на вистинското решение, бидејќи ако се спуштаат само материјали, тие прво не е дозволено нивното пуштање, друго нивното пуштање не значи ништо ако не се подкрепени со други докази. И трето, видовме до сега од овие состојби од бомбите и од контрабомби и така натаму, дека може лесно да се монтира одреден разговор, така што доколку не се преземат мерки на институционално ниво, може да состојбата само да и наштети и понатаму да и наштетува на Република Македонија. Тахири Арсовски, мислите дека оваа теза дека е време за диалог, дека е исправна или дека доправа ни престои? Никој не дига рачна. Простор за диалог секогаш треба да има, бидејќи се работи за политички субјекти кои што действуваат на политичката сцена и предпоставувам дека после 23 години действување во политиката сепак треба да се има смелост за проблемите да се решаваат на политички план. Но не сум сигурен дека парламентот или правосудните органи кои што ги видовме како действувале, значи действувале под директен диктат на власта, значи добивале директни пораки од министрите како да се действува за, предпоставувам и во иднина ќе излезат покрупни процеси во кои што ќе се види дека правосудните органи всушност биле само една продолжена рака на власта. И второ, не сум сигурен дека собранието вакво какво што е во моментот е институцијата која што би ги решила проблемите, затоа што мислам дека собранието, и политичкиот естаблишмент во целина нема никаков легитимитет за да се оди понатаму, односно да се изнајдат решенија. Арсовски, после поларизацијата пуч и бомби, се доведовме во состојба во која ми се чини дека одеднаш Груевски од еден агресивен владател е во тивка самоконтрола, да речем, или некаков безизлез. Од друга страна, мислам дека Заев го фаќа синдромот на победнички дух. Кој би можел тука да дигне рачна кошница? Дотолку повеќе што мислам дека ако сега Заев престане со бомбите, ќе биде дефинитивно губитник без да се разобличи целата мимикрија на оваа политичка гарнитура. Еве како е толкувам јас позицијата на Груевски и позицијата на Заев. Мислам дека Груевски во овој момент изгубил можност да биде демократ, авторитарец. Значи тој од нешто од тие две ќе мора да се откаже на сметка на другото. Но не сум сигурен дека е тој свесен за тој факт. Мислам дека во моментот, судејќи по последните негови јавни настапи, тој се надева дека ќе се затвори во бункер, луѓата ќе помине, ќе искрши по некој кепенец или некој прозор и после тој ќе се врати да ги поправи. Мислам дека таа стратегија ќе се покаже како погрешна. Мислам дека сепак еклатантни материјалите и се движиме кој една хистерична ситуација, мислам дека тој ќе мора да се зафати малку подиректно со фактите кои материјалите ги откриваат и фактот дека се појавуваат материјали. Така што мислам дека во таа позиција како тој би можел да се зафати кога Заев му открива без оглед на примитивизмот на диалошката форма, нели, меѓу министри, дека му открива сомнителни трансакции и сомнителни сделки, да ги повлече тие, да ги реконструира министрите, во кој правец? Па нешто мора да направи. Не може да го помине овој период без да направи ништо.
што ќе мора да ги разгледа и кадровските решенија внатре, но најмногу мора да има некаква друга политичка позиција, освен таа нема техничка влада, нема предвремени избори, ние требаме како ништо да не се случува. Македонија се наоѓа во една од најсилните политички кризи од нејзиното осамостојување. Не може премиерот да ја третира како да не постои. Ниту упадот во безбедносниот систем, ниту фактот што материјалите откриваат некакви злоупотреби таму, ниту фактот дека се случува масовно прислушување. Тој потоа ќе мора да фати некаква политичка позиција, односно ќе мора да се движи кон некаков диалог кој ќе го донесе на некаков среден пат помеѓу барањата на Заев и тоа што тој мисли дека е правилно. Од друга страна, се согласам дека може дека сега најголемата опасност за Заев е да влезе во некаква еуфорија поради тоа што се придвижува работата на политичката сцена. Мислам дека има кус временски период помеѓу моментот кога условно речено бомбите се средство за политичка борба и кога ќе станат чист воајеризам. Мислам дека досега Заев релативно успешно, барем во смисла на јавен дискурс, менаџира тие да не завлезат во еден чист воајеризам, претирувајќи со едно поле, туку шара малку. Разговараме прво за правосудство, па потоа за Скопје 2014 и така натаму. Сега јас ги забележав. Еве на пример, јас што забележав Што се? од последната бомба. Од таа диалошка форма меѓу Јанкуловски и Ставрески, во кој во центарот сепак се сомневање за криминали, за криминални трансакции на нивни сопартици. Одеднаш тоа е маргината, а центарот на нивната диалошка форма меѓу Јанкуловска и Ставрески, тоа станува сега одеднаш централна фигура. Затоа е тоа на одреден начин политички примитивизам. И дури одеднаш Ставрески станува некако честно момче. Значи, ние не сме единствена земја во светот каде политичкиот воајеризам е толку јасен. Политичарите се јавни личности и се звезди секаде во светот. Така што се разбира дека за најголемиот дел од публиката поинтересно ќе биде тонот на кој разговараат Гордан Јанкуловски и Зоран Ставровски, дали некој го опсол и како се однесуваат, бидејќи тоа им е на луѓето пожива материја, по-тродимензионална, ги интересира. Добро, ама тоа може да биде за жолтиот печат интересно, за политичката анализа тоа не може да биде централно прашање. Се разбира дека не може. Прашањето е, што повеќе луѓето ги интересира во тоа? Што ги интересира повеќе, Даштевски? Па видите, сега ја пред се мислам дека луѓето ги интересира, значи се види тоа во повеќе дебати, ги интересира подобар живот. Значи ги интересира кој што ќе направи, дали ќе се направат патишта, дали ќе има нови вработувања, дали ќе се исплатат субвенции и така натаму, значи ги интересира подобар живот, тоа се види и после аферата. И тука кога збориме за оваа политичка криза, значи ние не можеме да кажеме сега аферата и крај. Значи тука зошто се ствара политичката криза? Политичката криза се ствара поради доаѓање на власт, сигурно не се ствара поради поднесување на кривични пријави или некои други бенефити кои може да ги има опозицијата. Во овој момент јас сметам дека на тој начин треба да се разговара на сите полиња од општествениот живот и да се најде некој модус вивенди, значи брз начин на решавање на проблемите, кој ќе и се однесува исто така на сите полиња. Ама можете ли таа средна линија затоа и се бараше таа техничка влада, нели као се смета дека нешто изборите не се во ред, бидејќи така беше поставена изјавата на претседателот на опозицијата дека не се регуларни изборите. Меѓутоа јас чисто се сомневам дека во овој момент доколку се дојде па дури техничка влада или било да остане владата и да има нови избори, дека можеби опозицијата е спремна да ја преземе власта. Она што сметам ја дека треба да го направи опозицијата, а што не го прави цело време, мислам било која збориме сега за период од 20 и кусур години, значи веднаш треба да почне да се занимава со промени во изборниот законник и изборните списоци. Чекај, таму не сме стигнали. Развите на теза дека народот сака подобар живот и така натаму. Сака. Меѓутоа, народот сака да знае кој колку го задолжува и кај се употребени тие средства. Народот веројатно може да биде задоволен од субвенции. Меѓутоа, вие имате, погледнете, револт. Таму каде што тоа народот не го интересираат субвенции, имате студенти кои се незадоволни и кои предизвикуваат гнев кон власта заради нивниот тоталитарен систем. Имате учители кои предизвикуваат реакции. Имате хонораци. Што значи не е прашањето на
кумулативноста на живењето, туку на реакцијата на владењето. Па добро, може би тоа беше и некој сценарио да се преземе нешто во овој момент, затоа што се смета дека има некое незадоволство, но видовме дека по однос на конкретната тема не успеа тој обид, да речем, за предизвикување револт меѓу народот, туку напротив, а од друга страна веќе се решаваат и овие други проблеми. Значи, власта наоѓа начин, значи го реши проблемот со студентите, престана протестот, значи ќе прават закон заеднички кој ќе одговара на двете страни. Делумно го реши и со хонорарците. Гледаме дека овие денови се решаваат и многу други прашања. Ама Тахирева не би се согласува веднаш со оваа теза. Се не, значи, не можам да се согласам, тоа не беше волја на власта, тоа беше под притисок на граѓаните. Добро, се нашла, значи, не е тоа начин на преговори и начин на решавање на конкретната ситуација. Значи, не е тоа начин на решавање, дали одредени незадоволни групи ќе протестираат и дали нормално е дека секоја власт под одреден притисок ќе постапи разумно и ќе донесе решение како што одговара и како што е погодно за сите граѓани во Република Македонија. Така што со студентите се најде начин. Токму нели дел од актерите што Ајде да го чуеме незадоволството од оваа дијагноза ваша. Да, јас мислам дека до решенијата се дојде под притисок на јавноста. Значи имаше страшен притисок од граѓаните, од дел од медиумите и мислам дека тоа власта го прочита, бидејќи од една страна значи е на два фронта. Треба да се занимава со бомбите на опозицијата, од друга страна имаме реално значи имаме незадоволства кои што доаѓаат од различни социјални групи. Не сум сигурен дека опозицијата беше таа која што се обидуваше да создава еден фронт на незадоволни граѓани кои што ќе контрираат на власта. Имено во делот на професорскиот пленум, на студентскиот пленум, имавме многу луѓе кои што припаѓаат меѓу другото и на партијата на власт. Тие не се согласија принципиелно со законот за високо образование кој што сакаше да воведе еден услов кој што беше државниот испит, кој што е типично недемократски за современите општества. Од друга страна имавме закон за придонесите, односно за хонорарците, кој што најде на жестоки реакции од самите членови и симпатизери на ВМРО ДПМН, бидејќи се работи за закон кој што на некој начин се обидува да им ги зема добиените средства на граѓаните за да се полни буџетот, бидејќи видовме од разговорот помеѓу Ставревски и Јанкуловска како се трошеле парите. Како се празнил буџетот? Да, и мислам дека тој разговор рековте на почетокот само што извини Арсовски дека тој разговор не е за политичка анализа. Јас мислам дека токму тој разговор е за политичка анализа. Јас зборувам за одиумот во јавноста, дека има повеќе интриганство зашто политичка анализа. Има и политички спектакл, но има и дел кој што кажува на кој начин се трошеле јавните пари и за тоа власта досега не одговараше и мислам дека е време сега да одговара. Арсовски, дали овој систем на преговарање со овие целни групи, каде што, условно кажам, тврдокорниот груевски попушти, е некој нов метод на подготовка за крупната преговарачка позиција со Заев, или е тоа ленинистички принцип еден чекор назад за два напред? Па досега така било. Значи досега бил еден принцип во кој делумно ќе попуштам, ама на друго место ќе нагазам малку повеќе. Например, сегашниот закон за следење на комуникациите инаку требаше се донесе во собрание како закон за следење на комуникации со двотретинско мнозинство. Дуи не го поддржа, опозицијата се побуни, спорните членови се извадиха. Демек компромис. И што направи власта? Го бутна во закон за електронски комуникации кој се носи со просто мнозинство. Значи, досега таква била праксата на политичката доктрина на Груевски. Мислам дека во оваа ситуација малку е различно. И знаеш како, ние ништо не сме направиле ако имаме власт
која се однесува одговорно само под ненормален притисок. Ние не се бориме за тоа. Не се бориме за да имаме власт која ќе попушти или ќе направи некаков разумен компромис, само кога ќе му се запалат 10 огна. Во оваа ситуација мислам дека стратегијата на Груевски е да ги затвори сите други прашања и да му остане само ова отворено. Да ги затвори другите целни групи и односно да не се расплинува на премногу фронтови и дополнително да ја условно речено да ја хомогенизира сопствената јавност. Секако не е пријатно за оние луѓе кои се наоѓаат во разговорите да се слушнат на телефон и секако таму има некакво раслојување пукање по шавот. Дашевски, дали е Груевски слаб, Заев силен и дали мислите дека на тој поларитет некој мора да посредува? Ја мислам дека не сме никој да посредува, затоа што ние, ако сме суверена држава, мораме да го решиме тоа сами, затоа што секоја држава суверена треба да има потенцијал овие прашања да ги решава сами, затоа што тоа го повтори и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, и тоа ќе го каже било кој од меѓународната заедница. Вчера пратеничката од партијата на Меркел го повтори, дека проблемот треба да се реши во институциите на системот, односно во рамките на Република Македонија. Значи, не може да ни го решаваат странци тоа, затоа што тоа е навлегување во нашиот суверенитет и автоматски, значи, покажување на слабост на Република Македонија, како на домашен, така и на меѓународен план, а од друга страна суверенитетот е нешто неприкосновено. И не смееме да дозволиме такво решавање. Ние еднаш дозволивме 2001 и ние со тоа изгубивме, затоа што меѓутоа тука мораше да се дозволи затоа што имаше крвопролевање. За да се запре крвопролевањето, односно за да се запре таа криза каде што се во опасност човечки животи, ние дозволивме меѓутоа сега не е таква состојбата. Немаме немири, немаме протести, немаме опасност по живот, така што треба прашањето да се решава помеѓу политичките субјекти, да не кажам сега зашто да ги потенцираме, ние не знаеме како ќе се одвиваат работите. Гледаме, има и постапки, има и друг епилог, веќе има една пресуда, ќе има и други, можда и од другата страна ќе се дојде. Истата провокација за вас, Тахири. Кој е во по-поволна ситуација? Во секој случај мислам дека офанзивата на Заев или дефанзивата на Груевски? Тоа што напаѓа секојаш, јас не сум може и со дефанзива да се добие резултат. Не сум некој спортски љубител, но мислам дека тој што напаѓа секојаш е во предност. Мислам дека во предност е бидејќи тој во моментот ја контролира политичката ситуација. Гледаме дека и на пресконференцијата и денешната изјава тој Груевски не е веќе тој што беше. Груевски е некој друг, не е тој премиерот кој што има тврди ставови, тврди позиции за сите прашања, кој што не сака ни да разговара за барањата на опозицијата и мислам дека решавањето треба да се најде во овој дел, според мене. Значи, прво, ако имало прислушување на 20.000 граѓани или 26.000 граѓани, значи различни се бројките кои што се истакнуваат во јавноста. Ако имало прислушување, а знаеме дека прислушувањето може да се врши само од органите на Министерството за внатрешни работи, мислам дека власта треба да ја превземе моралната и политичката одговорност. После превземањето на таа одговорност треба да се седне со опозицијата, нормално со вклученост и на албанските политички партии и да се најде излезот. Излезот е многу лесен ако се има политичка волја. Техничката влада мислам дека е една од решенијата кое што може да ја однесе Македонија напред. Не гледам никаков тежок момент кој што не би ја однел Македонија напред со техничка влада и која што влада треба да создаде услови за праведни и демократски избори. Добро, поштувани гледачи, следите дебата Сефер Тахири, Александар Даштевски и Петар Арцовски. Малку ЕПП потоа се враќаме на можеби неколку клучни прашања. Зошто молчи обвинителството? Дали преодната влада е решение? Дали странците повторно треба да ни посредуваат? Дали албанскиот фактор се гледа сеир? Поштуваме веднаш таму каде што запревме. А прашањето е дали после оваа прва рунда на директни конфронтации Груевски-Заев, пуч и бомба,
се потребни реконструкции на владата, остапки од Груевски и малку задршка од Заев. Петар Арсовски. Во оваа фаза ние не можеме да очекуваме некаква сериозна политичка разгрозност. Значи, во моментот работата е поставена на едни шини во кои мора првата фаза да заврши. На прашањето од кој води, кој е во предност, мислам дека Заев сега во моментот добива нешто што претходно го немаше. А тоа е некаква политичка динамика и некаква реституција на директна политичка борба. Се се тие поставени на шини, укопани се у рови и оваа прва фаза со објавувањето, барем на првиот турнус материјали може да заврши, не верувам дека во неја има некаков простор за политички договор. Премногу се укопани двете страни во рови. За Заев имаше еден период пред почетокот на објавувањето, а под закана од кривичен прогон и притвор, во кој беше во една тезија. Сега е тој релативно комотен, исто така и Груевски е релативно комотен. Релативно комотен, мисле дека нема страв веќе дека може да го апсе, дека може... Не верувам. Има, мисле дека има гаранција или дека... Сепак мислам дека е тоа преголем потег за еден ваков наратив и мислам дека е преголем, би бил преголем ризик и за Груевски сега директно да го притвори Заев, поради тоа што овој објавува криминали, односно наводи за криминали на власт. И сега, тоа е ставено на шини, тоа мора да заврши некаде. Прашањето што правиме во втора фаза? Во втора фаза ќе се изнаслушаме бомби. Груевски ќе каже чека да видиме дали ова ќе помине, нема да помине баш така. Заев ќе изобјави се што ќе изобјави и сега доаѓаме што правиме понатака. Што правиме понатака не само во зенитот на политичката криза, што правиме понатака и со државата. Значи, двете партии се закопани во едни рови, а помеѓу нив институциите се заробени, бидејќи двете ги влечат на своја страна. Јас мислам дека без некаква реституција на нормалните институции и без некакво исправање на теренот за политичка борба, ние не можеме да очекуваме директна политичка развртка. Кога зборите за шини, ми доаѓа асоциација да не ги чекаат Заев и Груевски овие новите вагони, па да влезат новите патнички возови, па да влезат и внатре да ги решаваат. Ма они се двајцата качени на свој вагон надоле залетани. Добро. И сега мора да се почека до кај ти заврши. Истото прашање за вас, знаеш. Јас сега бидејќи директно не одговорив, нели, го избегнав директниот одговор, ја би моето мислење би го кажал. Сметам дека воопшто не е во дефанзива Груевски, туку напротив, он сам кажа дека ги чека резултатите од постапката која се води во аферата Пуч, односно во процесот Пуч, бидејќи нели кај нас дојде до многу дилеми. Дали е тоа пуч, оној воен пуч или всушност така се вика акцијата, како другите што се викаат шпијани и така натаму, меѓутоа не се работи за вистински пуч. И ги рече дека изјави два пати, имаше пресконференција прилично долга, дека ќе ги чека резултатите од истрагата. Мислам дека веќе повеќе работи се знаат за таа мрежа која разузнавала, дека не се работи за некој договор за прислушкување, туку се работи за таа мрежа која ги пуштала во прометни информации. Пуч е само наративно име. И ќе причека, значи, да се заврши таа истрага за да може да излезе со нови факти, а од друга страна, нели Груевски или Заев е прашањето, од друга страна гледам дека веќе бидејќи спласнува интересот и кај граѓаните, веќе е во непријатна ситуација Заев, не дека ќе го апса далеко од тоа и самиот премиер рече дека нема да дојде до тоа, нели, отворено изјави, меѓутоа дека нема да успее оваа акција која сега е со бомбите, затоа што резултатот беше друг. Се очекуваше дека ќе се појави револт, ќе излезат луѓе на улици и ќе мора да се реша. Без таков резултат нема легитимитет да се оди понатаму во смисла што легитимитетот Груевски го влече од изборите, односно од гласовите на граѓаните, и сега не може он да прави техничка влада бидејќи го добил тој легитимитет. Ако прави политичка влада, односно техничка влада, тогаш значи се откажува од нешто што му е дадено, тоа би било голем минус. Вие мислите дека тој би можел да владее со овој товар сега што настапува во една подредена ситуација, а нема потреба од тоа. А не мислите ли дека би можел да владее со овој товар? Значи реков и два пати, и претходно кога го избегнав договорот, а исто мислам и другите дискутанти, значи треба да почне да се разговара за една поширока акција, нели? Што би се преземало, значи за да дојдеме до нели поголема демократизација на општеството, значи што ќе се барањата на опозицијата, дали ќе се тие во која насока ќе се, дали ќе се бара некоја морална одговорност, дали ќе се бара бидејќи да најасно, веројатно сме најасно дека техничка влада не доаѓа во предвид.
Дали ќе се направи комисија или на некој друг начин ќе се, дали некој ќе сака да влезе. Ама сега Заев вика не доаѓа во предвиди техничка влада, сега бара преодна влада, експертска влада. Силвика рече дека е можно само политичко решение. Значи, сепак ќе треба да се седне и да се разговара. Начинот на кој ќе се оствари тоа се уште не го знаеме, иако постојат неколку модули. Две моменти се битни околу ова што господин Даштевски кажува. Значи, прво моментот е дека не спласнува интересот кај јавноста. Напротив, јас мислам дека граѓаните се живо заинтересирани. Тоа што во одредени медиуми, бидејќи се наоѓаме во медиум, не сакам да разговарам заради коректност за тоа како работи пропагандната машинерија на дел од медиумите, тоа што се обидуваат, значи, тие новинари и дел од тие медиуми да покажуваат пред јавноста, мислам дека е искривување на вистината. Ако сакате да видите колку е интересот на граѓаните, можете да излезете низ град, можете да видите на YouTube колку луѓе живо се заинтересирани. Мислам дека и во институциите веќе луѓето се пред компјутерите што ќе изнесе Заев. Значи, тој момент не можеме да го премолчиме. Вториот момент е дека легитимитетот и го добивал премиерот на избори, тоа е точно, ВМРО-ДПМН не беше најсилната партија, но таква ситуација имавме и во 2001 година. Се формираше широката политичка влада, која што најде решение за рамковниот договор за Македонија да оди напред. Јас не сум сигурен дека Македонија не се наоѓа во тешка политичка криза. Не споредувам со 2001, но сум сигурен дека ако продолжи со ваквите позиции, тврдите позиции и, како што вели Арцовски, двете партии се во двата ровови, јас мислам дека може да има тоа последици. Не треба да се чека народот да излезе на улици, бидејќи и тоа може да се случи. Опозицијата да ги мобилизира граѓаните и народот да излезе на улици. И што, полицијата да се однесува како во некои други сценарија, во некои други земји кои што значи ни се блиска историја, Украина и така натаму. Мислам дека не треба да се му давате лош совет на премиерот. Значи, не дам никако совет, добро. Друго мислам дека све се сведува на ова што го почнавме разговорот на Сеирџи. Да останеме на рамиштето на една неутрална анализа, без дисквалификација. Не, значи не беше тоа никаква. Се надам дека твоите не се за ПДП совети, например. Да бидам малку циничен, извини. ПДП е добра историја на албанците и тоа е минато веќе. Значи, се работи за тоа дека не треба ние да очекуваме ситуацијата да доаѓа до точка на вриење, да има масовно незадоволство, луѓето да излегуваат пред собрание, пред влада, да ја барат правдата, односно демократијата и слободата на улица, бидејќи мислам дека тоа не е решение. Јас не сум баш сигурен дека Македонија како држава има толкави демократски капацитети да се справи со тешки ситуации кои што значи може да доаѓаат. Само кратко одговори ми, Сефер, само еден моментот сега да рефлектираат политичките партии. Само да те прашам, дали мислиш дека функционална коалиција постои сега меѓу Груевски и Ахмети? Те прашувам затоа што дали е возможно, например, инаку реално замрзнатиот парламент, на кого му престои недонесени амандмани, закони, можна ратификација на договори кои тие амандмани се во делот на судството, не се суштински амандмани. Не, има и други суштински амандмани. Значи, знаеме... Дали функционира? Не, зборувам суштински во делот на програмата на ДУИ. Знаете дека најмалку 3, односно 4 пратеници од ДУИ нема да ги гласат уставните амандмани заради фактот што во тие уставни амандмани не се влезени барањата на албанците. Дали има функционална коалиција во власта од страна на ВМРО, ДПМН и ДУИ, мислам дека во однос на решавањето на прашањето со бомбата, да, бидејќи Ахмети излезе и кажа дека
Ништо страшно не се случило. Како не се случило ништо страшно, денеска неговиот гласоговорник излегува и вели дека ние остануваме, бараме меѓународна арбитража, експерти, правни... Меѓународно посредување, тоа се перманентни изјави кои што оваа партија ги дава во моменти. Ама тоа е спротивно на становиштата на Груевски. Значи, кој што ги дава на моменти кога има криза. Јас мислам дека ставот на Ахмети дека тоа е нормален процес и дека може да се случи во развиени демократи и дуи ќе бара да излезат на виделина сите прислушувани разговори, кажува дека дуи на некој начин заедно со ДПА, бидејќи не треба да ја заборавиме и ДПА, бидејќи и таа ја игра истата улога. Изјавата на Тачи е во смисла дека он бил следен и прослушуван од Верушевски, од не знам, од СДСМ, а не кажува дека бил следен, а бил прислушуван и од Мијалков. Зошто не кажува? Ама не кажува дека доста Димовски му ги даде досијата. Да, тоа е веќе друго прашање. Да. Арсовски, мојата теза е дали државата е заробена, замрзната и во функционална и во институционална форма, без оглед што вагони се редат и натаму функционира државниот буџет и така натаму. Задолжувањата. Чом ептен сме ја заглавили. Да ја прекинеме емисија, ние јамам впечат дека влегуваме со позитивна енергија, да. Значи, ние имаме нефункционален парламент. Добро. Во моментот, мислам дека имаме и нефункционална влада. Бидејќи, која влада после ова, ние да не се правиме наивни, ништо не е исто. Значи, како ќе дојде утре представникот на Европската комисија и ќе разговара со министерот за внатрешни работи за ИПА програма за подршка и до таму не сме стигнали. Значи, не може да продолжи да функционира нормално. Замисли да ми одбеја телефонски, јас ги кажам, добро, Пеџа викол кав си станал како оноа и сега после тоа ние да бидеме пријатели, а? Да бидеме пак со некаква нормална ситуација. Значи, заробена ни е државата. Добро. И при тоа целиот апарат и тој што функционирал сега полека зашкрипува до статус кво. На крајот јас не сум сигурен дека и на Груевски нема одговараат нови избори во кои тој својот легитимитет ќе го реафирмира. Не сум сигурен дека му одговара да влада е така што неговиот легитимитет цело време ќе биде доведен под прашање. Значи тоа мора да заврши со некаква реафирмација на легитимитетот без оглед кој ќе победи на такви нови избори, бидејќи да се согласиме овие материјали фрлаат сомнеш врз тоа како Груевски победува. Без оглед што на крај ќе излезе од тие материјали. Мислам дека и него му одговара да има некаков пресек, некаков нов резултат кој потоа ќе биде конечен, кој никој нема да го спори. За тоа да се случи, ние мора да влеземе претходно во една реституција на системот да го исправиме полето за игра. Ние не можеме да очекуваме дека било кој победник на наредни избори со вака заглавен систем потоа ќе може да има некаков нормален мандат. Јас затоа мислам дека можеби таква транзициона влада која не е составена ниту од двете партии за некако враќање на нормалата, на нормалниот политички дискурс ќе се покаже како неизбежно. Ама таа преодна влада како да се фокусира само на избори. При тоа има клучни работи пред изборите. Она се фокусира Попис, она се фокусира вака. Да. На расчистување на теренот за нормална политичка борба. Ама тоа не треба да биде 3 месеци, тоа може да биде 2 години. Може да биде година дена, може да биде повеќе. Да. Значи теренот е ваков. На ваков терен, кој да е победник, ќе има спорен легитимитет. Ние мора да помине некакво време за теренот да го исправиме. Па потоа нека победи кој ќе победи. Не е спорно. Јас дури мислам дека јас не би сакал ни било кој да победи. Мислам дека ниту еден од политичарите, од политичките опоненти Заев и Груевски во моментот не би сакале да победат на уште едни спорни избори. Но мора да помине некакво време во кое ќе се реституира полето за нормална политичка борба. Како што велиш, попис, чистење на избирачки список, реституција некаква на полето на медиумите. Например, никој од нас не добива одговор на прашањето, се снима ли се уште? Каква е цивилната контрола врз Ја во шифра проверив, ама не можам, бидејќи сум аналфабет за информатика, не можам да ја погодам. Како ќе продолжиме да функционира кога не знаеме дали уште се снима? Даштевски, дали е замрзната држава? Јас преска почнав на истата тема, зборувам, мислам дека отприлика тука се ставовите со одредени нијанси, можеби со нијанси усилува да не се само 50 grades of демократија. Да, така што значи
сметам дека сепак треба еден долг процес на преговарање, се согласувам, и не само за овие војаерски, односно сејџиски теми, како што ги нарековме на почетокот на емисијата, туку на сите полиња. Како што рековме, нели сега јас прв го почнав тоа околу изборите, би кажал само неколку реченици, можеби, нека се земе и како совети. Значи, кога ќе завршат изборите, пред се опозицијата во секоја земја, не е ова нешто сега некој напатили, мора да преземе мерки за да се завршат овие процеси што се неопходни. Дали попис, дали избирачки списоци, нов избирачки закон, измени во избирачкиот закон, дали председател на Државна изборна комисија или членови и така натаму, што е неопходно за водење на еден демократски и фер процес, значи изборен, до кој нели мора да се дојде на крај за да се провери легитимитетот. Она што сметам, затоа сметам дека бидејќи опозицијата бара, меѓутоа кога ќе завршат изборите, веднаш прекинува со тоа и почнува да се занимава со други работи. Не може, ја гарантирам, бидејќи јас меѓу другото нели сум бил член на ДИК, да се направи добар закон за 3 месеци пред изборите или дури година дена е малку. Значи, веднаш после изборите требаше да почне таа постапка, што смета опозицијата, односно што се забелешките на ОПСЕ и кои проблеми се јавуваат, да се исправат. И тоа треба сериозни тимови да се направат, не може тоа еден човек. Кој би можел, например, да детектира колку лични карти се фалсификувани или печатени и толку физички лица да имаат во гласачката машинерија на ВМРО ДПМН? Па видите сега, нели, официјално по законот, изборниот законник, председател на ДИК е од редовите на опозицијата. И он има одредени овластувања. Јасно, има и член, и друг член од редови на опозицијата, има член и од едната и од другата албанска партија, така што тоа е сериозно тело и тоа тело е надлежно за избирачките списоци. Меѓутоа, тоа тело ќе биде инертно доколку некој него потикнува, него натера да почне Добро, да се... вие бевте член на ДИК. Да. Допред до вас глас, например, дека во еден град во централна Македонија се печателе лични карти? Немаше тоа што. Добро. Ама не сте били тогаш член на последните избори. Тогаш тоа беше никој не сега на овие последни. Дали Да, прашува за последните избори. Остануваме на прашањето при време на влада, по време на влада не е важно, но остануваме и натаму со дилемата дали меѓународниот фактор да влезе како медиатор или како посматрач. Во секој случај, јас мислам дека крајот тоа ќе биде, бидејќи ние сме покажале како држава дека немаме доволно капацитети да ги решаваме самите проблемите и очекуваме ситуацијата да стигнува до таа точка, што реков, на голема криза и да бараме, значи, меѓународна помош или пак меѓународно посредување. Мислам дека вклучувањето на странскиот фактор ќе биде клучно, бидејќи како што гледаме од страната на власта нема волја, демократска волја, политичка волја за да се решаваат проблемите и да се седне на преговарачка маса за да се договарат точките кои што ги бара опозицијата, меѓу другото и овие кои што ги спомна господин Даштевски и ред други прашања како што се, например, распределба на средствата во медиумите кои што досега беа во функција на владата. Државните ресурси, како државните ресурси, администрацијата, вработувањето во текот на изборни процеси и ред други прашања кои што мора да се решават, бидејќи очигледно дека Македонија влезена во политички колапси. Двајцата имаат спротивставено становиште околу активноста на меѓународниот фактор. Заев има некаква полуреченица да, па дури и Груевски да, но сами треба да го решиме. Можеме ли тоа сами и што би била меѓународната имплементација на, односно меѓународното инволвирање во овој процес? Не можеме сами. Не исклучено дека ние можеме да постигнеме некаков возрастен договор, како возрастни луѓе без вклучување на меѓународната заедница. Тоа го покажавме со 24 декември. Дури и посредувањето на меѓународната заедница на крајот заврши како тоалетна хартија.
И мислам дека тие таа грешка ја научија. Мислам дека сега нема да го валоризираат процесот пред да се заврши имплементацијата. На крајот, тоа што е важно. Во текот на овој процес, на оваа фаза од овој процес, меѓународната заедница ќе мора да одлучи. И мислам дека тие се тивки затоа што се уште не донеле конечна одлука. Тие мора да одлучат кога разговараат со владата. Дали разговараат со Груевски кога разговараат? Дали разговараат со влада која, да речеме, можеби е малку авторитарна, но победува на избори, или разговараат со узурпатор. Мислам дека евентуалните наводи за изборни манипулации ќе катализираат таа одлука. И мислам дека меѓународната заедница таква некаква одлука ќе мора да донесе на која шина ќе се постави по однос кон владата. Дали таа ќе ја смета за легитимна или нема да ја смета за легитимна. Мислам дека по таа одлука, која се уште не е донесена, многу ќе ни бидат појасни работите. И на крајот, јас не гледам како оваа влада со вакав политички систем, во кој е фрлен сомнеж за злоупотреби, сериозен, ќе остане витален партнер на меѓународната заедница понатак. Како они ќе договараат, например, план за наредните 5 години со оваа влада, геостратешки, за реформи во Македонија, за евроатлантски интеграции. Че мора да има некакво враќање во нормално. Реално гледано, Груевски си ги добија аберите од Брисел на комплетна изолација. На крајот на краиштата, срамота е у овој период Вучич да не биде единствениот партнер на оваа влада и дека у меѓународното опкружување немаме ни договор со бугарите, немаме ни преговори со Брисел, ништо немаме. Многу се остри пораките ако загребете малку под површината. Прво, американската амбасада вели не сите материјали да се објават. Значи директно посочува дека очекува да има некаква јавна разлучка. Потоа не негира за брифингот за замрзнување на имоти и враќање на визи, дека тие не негираат дека тој механизам им стои на располагање. Многу се остри критиките од Брисел. Добро, ама тоа и Тачи беше замрзнат и на Георгиевски му го зема визата, па тоа нема ефект. Само Тачи не чека извештај од Брисел. Да, добро. Поштовани гледачи, следите топ тема Тахири, Даштевски, Арцовски. Уште малку само промо и ЕПП и се враќаме на клучното прашање што е компромисот, одговорност или жртва на Груевски со 2-3 министри и Заев повлекување од натамошното бомбардирање или и натаму ќе одиме во заострување на меѓуполитичкиот, па дури би рекол и сериозниот меѓуграѓански судир. Заев или Груевски во моментот? И двајцата не. Не знам више на кој да верувам. Не знаеме ли Груевски го познаваме ли никој. Не ме интересира за политика, госпожа. Пошто нема никој што ќе ја раководи оваа држава више. Не ме интересира. Кој да те навлати? Груевски. Зошто? Па работев. Па и пак гледам за државата. Груевски. Зошто? Зошто? Искрен човек, почнен човек. Нема шо мана да му најдеме. Ма никој политичар не ме интересира и фала. Заев. Зошто? Така, затоа што покажува вистината како владееле овие. Груевски или Заев? Са никој. Заев. Мислам дека Заев. Сега не е добро. Па не знам ја, кој ќе биде добро е. Само добро за Македонија. Па за мене е све исто, али за болje Македонија би било Заев. Ако е како он што каже. Заев. Се разбира. Заев или Груевски? Никој. Не можам да ти одговорам. Ама не можам ми тежи натре, не можам, остај, жиди. Заев или Груевски? Кој? Никој, ни едниот, ни другиот. Апаши се двајца. Шо имат? Кого? Нема шанса. Никој моментално не верувам. Тоа е за да се покаже политиката каква е. Ни едните, ни другите направија нешто нарочите за Македонија. На никој. На никој. Немам коментар. Ни едниот, ни другиот. Речи на двајцата. Ние немаме влада во Македонија. Тоа што ниси? Едните крада, другите и брка и сето е по моје без веза. Ова дојде дамбетер него во Африка што се случува. Тоа беше неформалната ад-хок анкета на моите колеги дописниците на Телма од Штип, Битола, Охрид и Тетово. Поштовани гледачи, во петок имате ексклузивна можност да видите резултати од нарачана анкета што преку МЦМС и ТВ Телма
ки ги соопшти мојата колешка Сања Ваштич, посветени на 4-5 прашања врзани за клучните аспекти на оваа горлива политичка криза. Во средиштето, во незиното средиште со моите вечерашни гости, Арсовски, Даштевски и Тахири, разговарам за едно од клучните прашања. Што би бил маневарскиот простор во оваа шах позиција? Два пешака, Ставровски и Јанкуловска, за спас на кралот и за повлекување на Заев и за преговори или нешто друго? Значи, во кадровските решенија не можам да навлезам. На крајот, ние конечната позиција на Груевски не сме ја виделе тука. И многу не е неверојатно да има некаква реконструкција. На крајот, мислам дека ова ќе заврши на некаква маса, на која двајцата ќе мора да попуштат по нешто. Значи, ќе мора да следи некаков период на поправање на полето за игра и повторно ќе мора да се оди на избори. Мислам дека е тоа неизбежно. На крајот, овие барања кои сите ги споменувам, барањата на ОПСЕ за фер избори, попис, избирачки список, тие се обврска имало ваква криза или не. И мислам дека е лошо за нас што е потребна криза за тие обврски да почнат да се исполнуваат. На крајот мислам дека меѓународната заедница сепак ќе мора да изигра некаква клучна улога. Мислам дека двајцата ќе бидат непријатно изненадани од тоа каков ќе биде конечниот договор на маса. Но мислам дека ќе ни следи се уште прво ескалација, па потоа дека може да разговараме за некаков диалог. Ако следам од почетокот, не би се согласили со оваа теза, но дали е возможна жртва и за остапки, па за преговори? Па јас само сакам прво да се надоврзам на претходното прашање, бидејќи јас сам го покренав, а не го добив за меѓународниот фактор. Сега би се една антитеза. Значи не можеме ние присилно да бараме меѓународен фактор да го решава прашањето, затоа што американската амбасада не испрати порака дека треба сами да го решиме. Потоа Европската унија, нели, еврокомесарот не рече дека сами треба да го решиме проблемот кај нас и вчера таква порака добивме од Бундестагот. Значи дефинитивно не доаѓа во предвид такво решавање, ќе мора да си го решаваме сами. Тоа е прво. Второ, што се однесува до изборите, дали биле фер или не биле фер, значи затоа што тука се црпи легитимитетот за владење, затоа е формирана организација која во цел свет одлучува, ОПСЕ, а конкретно за изборите ОДИХР, која донесува извештај после изборите. И ОПСЕ донесе извештај дека изборите биле демократски, слободни и фер, со изолирани случаи кои ги споменува поединечно, со забелешки одредени, меѓутоа генерално ова фер, така што значи од тука само можеме да влечеме. Дефиницијата на ОПСЕ беше дека изборите беа демократски, но немаше слободни и фер. Не, слободни и фер со одредени случаи на неправилности. Значи тоа беше дефиницијата. Добро, ајде да се вратиме, не се спориме за да се вратиме. Друга работа, значи тука е веќе и легитимитетот стекнат после изборите. Меѓутоа што понатаму, да речеме доколку не дојде до преговори овие што ги збориме за поголема демократија во општеството, доколку се остави, например, владеачката партија да ја спроведува програмата, она ќе се здобие со голема предност, затоа што ако се намали невработеноста на 22%, како што се зборува, ако дојде до други економски подобрувања, например, растење на бруто производот и така натаму во државата, а опозицијата не преземе слични активности, значи донесување на програма, пропагирање на програма, работа на терен, тоаш пак се доведува во една подредена положба на тие идни можни избори да не добие добар резултат. Морам да ви спорам со тезата околу легитимитетот. Не спорен е изборниот легитимитет. Фактичкиот легитимитет сега на Груевски дали е реален. Со оглед на фактот дека од прислушните разговори самите министри зборуваат за сомнителни сделки, дури и за поединечни криминални решенија. Што значи дека, ако е тоа во прашање, а Заев најавува и така речена изборна бомба, значи, генерално може да бидат ставени под диоптрија легитимитетот вкупен. Но сега е во прашање дали Груевски има маневарски простор на легитимно владење.
ова што го гледаме ние дека они продолжуваат со спроведување на програмата и дека тоа на некој начин е целта. Значи ќе се продолжат со продолжување на програмата и ќе се занимаваат со тоа, нема да се занимаваат со воеризам, со како беше она популизам и така натаму. И фактички доколку опозицијата, а нели сите се согласуваме дека мора на крај да се седне на заедничка маса, значи мора да преземе слични чекори, значи да направи одредена програма која ќе пропагира додека трајат тие преговори. Инаку не гледам сега, во моментот не гледам, значи можеби ќе причекаме да видиме кои се тие изборни бомби што ќе ги пуштат, затоа што ако се како овие до сега, можеби народот ќе слуша, ќе се занимава, можеби ќе биде тоа некои вербални разговори помеѓу одредени личности кои изборуваат, еве ова вака било, така било, меѓутоа нема тука материјал за презимање на некои действија. Значи и на краиштата треба да пречекаме резултат од тоа што ќе одлучи обвинителството, односно судот на крај. Значи нема разорена е службата. Значи тоа е основната работа. Видете, службата не знам дали странци или домашни, но факт е дека УБК е разорена. Внатре, од надвор и така натаму. Тоа е факт кој се случува во сите земји. Видовме денеска и по медиумите и секаде. Значи имаше една ситуација пред 10 години каде што МОСАД ја разорил ЦИА. Значи имал крт натре, кој 10 години пратил информации на ЦИА. Па што треба сега да се распадне ЦИА? Ако трнеме така и од Ми-6 Филби пребегна во Москва, да кажам, имаше руски крт. Секојдневни работи се тоа. Значи, тоа е задачата на службите. Меѓу себе да се разоруваат, не да се разоруваат, него да се шпионираат, да кажем. А тоа и се случува, затоа што нели имаме таму лица кои ги правеле тие работи, така што, а од другата страна има други лица. Премиерот вели странски служби. Не знаеме ние, не знаеме. Ќе видиме кои се тие и дали се... Премиерот на државата вели дека странски служби се тие кои што прислушувале. Не сака он да даде податоци во овој дел на истрагата, кој се... кој треба да дава податоци. И рекоа, имаше прашање на... Има јавен обвинител кој молчи. Имаше прашање на новинарите. Дека покрене прашањето на јавниот обвинител. Прашање на новинарите. Јавниот обвинител утредента требаше да излезе. Кои се тие, рече дека истрагата ќе покаже и дали треба да се прогласат како персона нон грата или не. Заедно излезе на пресконференција и вели вака. Еве папка во која се слушани новинари, на папката од озгора пишува УБК досие број тој и тој, прилог број тој и тој. Крај на приказното. Имаше демант од МВР. Добро, сигурно дека градоначалникот на Битола демантира дека крадел, тоа за кој го обвинуваат неговите собствени партија. Тоа не може тој факт да го во ред. Значи треба да се истражи. Треба да се истражи дали на вистина цело време за тоа, да не ги да ги истражи. Што се однесува до изборите. Значи независно дали ние како ќе навлеземе во механиката на легитимитетот на самите избори. Неколку факти се непобитни. Првиот е дека ние имаме најлош извештај од ОПСЕ и од ИХР од последните неколку изборни циклуси. Значи, извештајот, ако точно се сеќавам, има неколку забелешки кои досега се уште не се имплементирани. Одвојување на партијата од државата, неравномерно медиумско покривање и така натаму, кои досега се уште не се имплементирани без оглед на оваа криза. Потоа, вели, дури не вели фер и демократски, вели беа ефикасно спроведени. Прв пат констатацијата во извештајот на ОПСЕ и ОДХР за изборите ја трга констатацијата фер и демократски избори како генерална констатација за изборите. Го памтам точно извештајот. Понатака, еве да речеме дека тие констатирале дека имало некакви неправилности. Зошто тие не се отстрануваат без да има бомби? Значи морали да чекаме да пукне некаква бомба и реков дека мора тоа действие мора опозицијата да ништо не сме направиле. Опозицијата да го преземе тоа. Она треба да притиска да се реши, на изборниот закон. Заедно за избори секој се договара заедно. Власта и опозицијата заедно. Власта е таа која што треба да ги Не барам, она е пасивно. Океј, еве да речеме дека еве опозицијата. Еве да речеме дека опозицијата преслушува, не е важно. Како да им верувам на резултатите на наредните избори? Ако се остане вака. Не е спорно тоа. Нема, Дашчевски кажува што би требало отприлike. Меѓутоа, Тахири, да продолжим. Да, значи, мислам дека две прашања кои што се разговараат тука се битни. Прво, прашањето не може да се реши со реконструкција. Да оди Јанкуловска, Ставрецки, директорот на ДБК Мијалков,
не може да се решава персонално, значи со персонални решенија прашањето. Што тоа значи за вас се палијативни мерки неупотребливи? Мислам дека Јанкуловска, ако беше министер со демократски капацитет, требаше утреден да излезе и да си даде оставка, бидејќи барем за мене неразумно е една министерка за внатрешни работи да биде прислушувана, а она да се продолжи да биде во министерството, а да не знаела за тоа. Прво е тоа многу битно и второ е прислушуван исто така вице премиерот. Вториот момент мислам дека е околу спроведувањето на политиката на власта. Ако продолжи ова ситуација, јас сум сигурен дека невработеноста ќе стигне не на 22%, на 15% со вработување партиски, бидејќи гледаме секојдневно огласи како се вработува. 9.000, тоа се операции со бројки. Како да го земете квантитет на луѓето и однесете во администрација? Тоа не е решение. Тоа не е решение за проблемот, тоа не е решение за државата. И така администрацијата е провокирана во државата и е неефикасна, нефункционална, нерационална и така натаму. Мислам дека моментот не е за спроведување на вакви политички мерки кои што не се всушност економски. Јас не сум Ај поента, што би била разрешница? Реков, значи разрешницата е реков уште на почетокот. Морална и политичка одговорност прво од премиерот Никола Груевски и од клучните раководители на партијата ВМРО ДПМН кои што се во власта. Тоа значи дека дали ќе си поднесат колективна оставка како раководство на партијата или дел од партијата, тоа е нивни внатрешен проблем, но мислам дека тој процес допрва ќе престои, бидејќи незадоволството ќе кулминира и внатре во ВМРО. Мисле дека Груевски толкав губитник да со таков морален капацитет или со таква отсуство на храброст да декуражи својата партија и да си поднесе оставка? Мислам дека се сеќаваме на времето кога Љупчо Георгиевски беше иконата на партијата, па тој си замина на мирен демократски начин. Зошто да не и господинот Груевски да си замине на мирен начин? Мислам дека меѓународниот фактор ќе му понуди таква опција да се замине од политичката сцена и да дојде, може да кажам само еден збор, да дојде на челото на партијата една млада личност која што ќе биде склона кон демократија и развивање на слободата. Уште помлада од Груевски, помните Дашевски, годините тоа мисли или не? Јас сега сакам само, пак ќе се надополам, морам да се надополам, затоа што сакам само да истакнам без оглед на извештајот на ОСЕ дека немаше ни еден приговор од страна на опозицијата. Само тоа може да помогне во решавање на тие неправилности кои се случиле. Како немаше у 7:01 излезе Заев и вика ние не ги признаваме изборите. А во текот на денот, а пред тоа, нели имало узурпација, медиуми и така натаму. Немаше ни еден. А тука може и да се помогне, затоа што избирачките одбори се и мешани, нели има и членови и од позиција и од опозиција и од јавната администрација и така натаму. Значи тоа е едно, друго, мислам дека сте свесни сите дека имаше пред неколку дена Централен комитет на ВМРО ДПМН и дека апсолутна поддршка доби Груевски. Така што не може он сега, значи тие одлуки се носат колектив. Така што нема шанса да се поднесе некоја морална одговорност. Иако СДСМ вели нема ни една фотографија од Централниот комитет, што не е вообичаено. Кој централен? Тоа се интерни работи. Добро. Има фотографија на кој ќе се... Добро, завршките, Арсовски. Во крајна линија ова не е борба за политички партии. Како аналитичар, мене не ме засега дали ќе победи Груевски или Заев. Мене ме интересира тој што победил, како победил и како владае. Значи, јас мислам дека мора да има некаков период во кој тоа пак наречете го транзициона, наречете го некаква експертска влада, не е важно, во кој ќе се расчисти полето за игра. Овие противници, јас немам намера да советувам дали да биде Груевски, дали да биде Заев и како ќе се одвиваат нивните внатрешни политички ситуации. Мора повторно да се соочат со некаква реафирмација на легитимитетот, но не на ваков искривен терен. И не може потоа да продолжат да владеат со вака за поседната метастазиран државен апарат.
Поштувани гледачи, им благодарам на комуникологот Петар Арцовски, на универзитетските професори Сефер Тахири и Александар Даштевски. Тоа беа моите вечерашни гости. Утре во ова време со Снежана Лупевска топ тема.